Една Facebook преписка меѓу двајца универзитетски професори, доктор Владимир Милчин и доктор Катерина Колозова, предизвика внимание во јавноста, особено нивната полемика врзана околу стереотипите кои во овој момент се јавуваат. Дали е возможно ова, како што некои ја нарекуваат, мекана револуција да се изведе со абстиненција, со сеирџиство од страна, или дали граѓанскиот активизам и партискиот активизам се сведува само на промена на личностите во министерските фотељи. Се разбира, ова е вулгарна варијанта за нивната софистицирана полемика и тоа ми го отвори прашањето каде е во овој момент граѓанскиот сектор и цивилниот сектор во овој општ амбиент на отпор. Се разбира, се присетив на една многу одамна напишана во јули, мислам, пред 3 години, една информација во вестниците дека МВО секторот, цивилниот сектор е во рамките на класичната поделба или квалификации предавници, платеници, сендвич демонстранти или граѓански активизам во македонскиот јавен дискурс. Се разбира, лидерот на опозицијата, Зоран Заев, кој се обидува да го крене или да го привлече автохтониот граѓански активизам кој се појави за време на студентскиот пленум, заедно со Солидарност, Ленка, Ајде и така натаму, и тоа да биде дел од вкупниот амбиент на можното симнување од власт на Никола Груевски, имаше средба со дел од невладиниот сектор. Прашањето, се разбира, е како заедно во политичка, општествена и граѓанска акција. Моите вечерашни гости веднаш на почетокот сакам да ги прашам дали е возможно и на каков начин граѓанскиот активизам да се канализира во потреба на смена на системот или на смена на власта. Повелете. Благодарам. Прво да ве коригирам малку. Во Македонија и генерално во нашиот регион постои едначење на граѓанско општество како термин со граѓански невладини организации. Граѓанско општество треба да е многу пошироко, да ги вклучува и граѓаните. Оттаму таа идеја дека граѓанскиот активизам не се само невладините организации, граѓаните не се представени ниту само преку политичките партии, ниту само преку невладините организации, туку може и независно да делуваат како политички суштества и политички субјекти. Од таму тргаме со идејата на протести и со идејата на отпор. И сега што значи отпор? Отпор значи неможност на системот нормално да продолжи да функционира. Се она што е нормализирано од системот престанува да биде отпор. Од таа страна, мислам дека граѓанскиот активизам може да се искористи многу продуктивно, не антагонизирајќи ги другите граѓани, меѓутоа спречувајќи го системот да продолжи нормално да функционира и да се покаже тој револт кој постои кај граѓаните, кој реално постои. Елена Б. Ставровска со Ставревска, што значи дека немате купено бела кожна гарнитура. Се уште не, само стана. Не постои безболен излез од оваа криза. Она што за некој можеби и некаде во некоја средина се движи меѓу правна посакувана од ВМРО и политичка посакувана од СДСМ разврска, би било сценарио во кое ВМРО ДПМН би се реформирало. Каде би се нашол СДСМ? Тоа е став од едно ваше интервју. Да, тоа е став од интервју пред многу од бомбите. Каде би се нашол СДСМ? Значи, прво да тргнеме од тоа дека во Македонија моментално ова не се моите желби, ова го зборам како од аспект на аналитичар. За да постои било каква разврска, треба да имаме ние функционален систем, функционален правен систем, функционално јавно обвинителство, не партизирано јавно обвинителство. Моментално, значи од почетокот на бомбите, колку ги има сега, 32, не знам ни веќе колку се, преку 30 бомби, не е покрената ниту една иницијатива од јавното обвинителство поврзано со обвинувањата кои постојат. Од тој аспект треба да се фокусираме на ослободување на јавното обвинителство, од една страна, ослободување на протокот на информации и не може да зборуваме ние за граѓанска волја ако граѓаните не ни знаат што всушност се случува. Може знаеме ние, пак е некоја привилегирана
привилегиран слој од општеството кој знае што се случува. И сега кај ќе се најде СДСМ? СДСМ е она што англичаните би го нарекле меѓу a rock and a hard bottom, или во некоја наковална, затоа што од една страна е невозможно да ги задоволат очекувањата кои се креирани во општеството. Професор Ке, дали во овој момент се кумулира така наречениот граѓански активизам и тоа е мотивирано врз основа на девијациите што ги создаде овој систем, или тоа дојде како израз на некаква автохтона потреба да се да излезе на јавна сцена и така наречената граѓанска класа, новиот лик или облик на така наречениот среден слој и така натаму? Па добро, ако говориме, искрено би кажала дека во последниве, да речем 20 на години, таа транзиција која што ние боледуваме и тешко да одболуваме, средниот слој полека изумираше. И на некој начин средниот слој го сочинува, знаете, на интелектуална елита, која што е предзнак, која што е носител на сите позитивни општествени промени. И на некој начин искрено можам да кажам како социолог кој што ги проучува, нели, овие текови во наша лабораторија, аз би рекла, во она што во моментот не се случува во нашето општество, кое што го нарекуваме граѓанско, по низа принципи, стандарди е далеко од граѓанско, но што го каже Елена, јас и ќе се надоврзам, бидејќи граѓанственоста, граѓанското општество подразбира низа механизми кои што се потребни да функционираат од институции на систем, NGO сектори, така натаму и така натаму. Меѓутоа, она што го потенциравте, навистина во последните години, ке нас едноставно се создаде забуна дали нормалното е патолошко или девијантно, или девијантното стана нормално. Веќе верувајте, често пати и луѓето од интелектуалната и научната елита се доведуваат себе си во прашање. Кога слушате вие корупција и за која што, или кога слушате некој вид на криминал и сега се вели, па знаете, не била страшна бомбата као криминал, ние тоа го знаеме. Навистина треба се запрашате, чекате, дали овој криминал за кој што говориме е нешто што треба да го прифатиме како нормално или нешто што е девијантно. Она што во последните кај нас години се случува, и тоа мене ме радува, е на некој начин подкривање на гласот на луѓето кои што се дел од невладиниот сектор. Затоа што јас не знам нормално граѓанско општество каде што имате создавање на невладини организации кои што имаат сосема поинаква цел и функција. Се создава студентски пленум, извинете, меѓутоа се создава контрастудентско движење. Мислам, кажете ми една нормална, затоа велам, ова се социолошки феномени кои што ден ќе се изучуваат во историјата. Дали во Македонија има простор за така наречената српска варијанта постмилошевичка за Г17, на обединување на еден поширок фронт, партиско, граѓански, интелектуален? Мени ова ми личи. Значи, тоа го правеа витекно партиите на Свилановиќ, на Душан Михајловиќ и други кои што имаа своји политички субјекти, но направија Г17, значи го вклучија и невладиниот сектор, бидејќи реално. Да не бидам погрешно сватена, меѓутоа, долго време имаше летаргичност кај самата опозиција. Мислам дека невладиниот сектор, почнувајќи студентскиот пленум, па потоа професорскиот пленум, па други невладини организации го кренаа гласот и на некој начин, што е таа битна социолошка и психолошка димензија? Стравот, кој што долго време нас, секој граѓанин, не иземајќи се и себе си, знаете како што на некој начин не окупираше со одредени работи што се случува на нашето општество, полека се иззема. Значи, охрабрувањето потекнуваше толку од студентите кои што за мене денеска се вистинска авангарда и предвесник на она што допрва ќе се случува. Професор Татјана Стојановска Иванова. Тоа ми го потенцирате да го кажам. Дали со оглед на излетите што ги направите во миговите на својата професионална и партиска кариера, станавте разочарани па се враќате на постулатите на граѓанскиот активизам како нов социолошки или политички феномен? Па би рекла во однос на политичката, нели, обоеност, сум верувала во граѓанската опција, нели? И сум сметала дека секогаш црно-белото треба да се обои. Последните избори не беше најсјаен. Па добро, сега тоа е ваша перцепција. Јас би рекла секој човек може да сгреши, меѓутоа луѓе сме грешиме, нели? Меѓутоа поентата е дека сепак не се враќаме, место секогаш сум била критички настроена кон секоја власт. Поентата на еден социолог аналитичар е да биде покрај, нели, граѓанскиот сектор,
како толкуваш на општествените феномени, да вие го критикувате тоа што и да нудите соодветни решенија? Значи, протестираме, па солидарност, па Ленка, па Плошта Слобода, па Веритас, па Деница, па Стоп за полициска бруталност, па Ајде, па против топрификација. Целиот овој спектар, што веројатно ќе достигне до кај 5-60 граѓански издруженија и асоциации, е само израз на парцијално акумулирање на енергија на незадоволство и како таа ќе се трансформира во позитивна енергија за промени во социјалниот, општествениот и политичкиот систем. Попрво би рекол дека станува збор за желба да се живее во нормален свет. Знаете, во секоја нормална земја, Македонија е една од ретките земји во кои што нема протести. Еве, некни пред 2 недели во Лондон, во Британија победија конзервативците, веднаш народот излезе на улица. Веднаш имате различни начини на протест, на револт, на некои улични перформанси и така натаму. Во нормалните демократски земји е нормално граѓаните што не се задоволни од конкретните политики да излагаат и да се бунтуваат. Знаете, револтот што го имате внатре, некако ќе излезе. Дали ќе излезе во вид на инфаркт или мозочен удар, или на улици преку глас, преку револт, тоа зависи од вас. И затоа граѓаните едноставно го препознаат тој момент, веројатно и контактот со светот што го имаме денес, нели, со медиумите и така натаму, едноставно сватија и увидоа дека најквалитетен начин е да се излезе, едноставно да се искаже револтот. Дека одозгора никој нема да реши. Ние сме навикнати, знаете, дека некој таму во Белград ќе не ги реши проблемите, дека некој таму во Страсбург ќе не ги реши проблемите. Едноставно голем дел од граѓанството свати дека мора да се излезе на улица и да се бара она што е наше. Доктор Јордан Шишовски, доцент и политиколог, дали мислите дека во овој момент повторно се јавува еден привиден страф кај дел од граѓанскиот активизам, затоа што нема резултат од очекуваната смена или падот на владата на Груевски. И можеби ќе дојде до евентуално разочарување на значаен дел од таа екипа наспроти напорите на опозицијата. Секако разочарување во сите граѓански активности има секогаш, затоа што ние секогаш мислиме кога излагаме на улица дека веднаш ќе се сменат работите. Оно што треба да го сватиме дека најбитен момент во протестот е самиот процес. Значи самиот акт на искажување на револт. Преку искажувањето на револтот ние се поврзуваме, се наоѓаме со луѓе, со истомисленици и ја продолжуваме битката на различни начини. Граѓанскиот активизам не е борба за власт. Тоа треба и граѓаните да го сватат и сите ние го сваќаме, го созреваме, зрееме преку целиот овој процес забрзано што ни се случува. Дека партиите се борат на една арена, тоа е арената за борба за власт, тоа е, нели, распределба на министерски места и така натаму, додека граѓанскиот сектор представува борба на улиците, помеѓу луѓето за промена на културата. Значи целта наша е да смениме, да ги убедиме луѓето дека каузата за која се застапуваме е праведна, дека вредностите што ги застапуваме се праведни. Кога ќе се смени културата, оние партии што се паметни, што имат паметни раководства, ќе сватат дека се сменила климата во општеството и ќе понудат различни политики. И затоа ова се две сосема различни арени. И мислам дека настанува еден вид на мешање. Луѓето мислат дека партиите ги носат, нели, масата, луѓето, народот, таму некако целиот сјај, целиот гламур што ни го продаваат сите тие светкави. Но факт е дека имате од една страна носење на народ и излегување на народ. Значи тоа се две категоријални вредности на различни манифестации на волја и на поддршка. Слобода и присила. Не мора да значи за постоење на граѓани од вон партиите и во партиите. Не мора да се присилени. Има граѓани кои сметаат дека единствено политички постојат во рамките на партиите и тоа се граѓани кои меѓу другото се носени. Граѓаните кои излегуваат, ова Јордан што го зборува, протестот е и начин на гласност, на добивање глас на граѓанинот. Тоа се и пленумите. Пленумите не се таму за да бидат ефикасни. Пленумите се таму за да се всушност противното на оно што се случува во преговорите во клуб на пратеници во Страсбург. Ако се суди по пленумите и по ефикасноста на спречување или на
прифаќање на активизмот на студентскиот пленум, средношколскиот, овие политичарите треба да учат од нив како се издржува. Идеално, да. Помина третиот рок за Југохром да постави филтри, владата молчи. Еко Герила жустро и настојчиво се обидува да го затвори Југохром или да го принуди тој капацитет да се вметне во рамките на издржливата еколошка средина. Сигурно ние никогаш не сме барале такво нешто, значи да се затвори таа фабрика, ниту една друга фабрика. Ние сме барале од владата и од надлежните да ги принудат тие загадувачи, не само Југором, но и другите загадувачи во Полошкиот регион, за да работат според еколошките стандарди што се предвидуваат во Уставот на Република Македонија. Значи, тоа е една, можеби, во некои владини медиуми, нема да кажам провладини, него владини медиуми, тоа се навметнува како идеја дека за тоа Еко Герила се бори за затворање на фабрики, што тоа не е многу, што не е точно, значи уопште. Нас ке ни беше многу полесно да се насочиме кон таква агенда, например, кон таква војна и можеби поголема поддршка ќе имавме. Нас ни е многу тешко понекогаш да им објасниме на сите граѓани дека не сакаме да се затвори фабриката, сакаме да се стават филтри. И ако тоа изгледа како улица без крај таму. Значи, ние денеска пуштивме на реакција, изгледа тоа од таму почнавте вие. Значи, и многу сме уморни и многу сме, како да кажам, не сме среќни што владата, значи, се реди со олигарсите и, значи, на нивна страна е, на страна на убици, наместо да се грижи за здравјето на граѓаните. Али, Џафери, сакам директно да прашам. Дали од тие олигарси или дури од владеечките гарнитури сте чувствувале инфилтрација на провокатори? Дали вие сте биле под притисок да престанете, бидејќи во еден момент тето беше преплавено од демонстранти и ми се чини дека Еко Герилата и студентските пленуми ги покажаа знаците на граѓанството во отпорот. Така е, значи ние не сме имале некакви притисоци ни од владата, ни од нивна страна на власниците на Југором. Тоа што малце сме паузирале теренски да зборувам, значи тоа што сме паузирале не значи дека сме се одрекле од тоа, значи лобираме, работиме на други полиња, значи повеќе сме насочени кон судството сега, значи имавме поднесено кривична пријава против Југором, значи ќе има уште други работи. Како што кажавте, значи ние постигнавме еден голем успех, почнувајќи од декември 2013 година, кога на првиот протест едва не излегоа некои 250 души, од кои половина ги познавав, значи со име и презиме, и до последниот кога имавме повеќе од 5000. И начело со највидни јавни личности од Тетово и од околината, од академици до професори, до лекари и така натаму. До све, значи од академици и лекари, и имаше музичари, имаше познати, имаше... Џафери, сакам уште нешто да прашам. Еко Герила е една од невладините организации кои беа на средбата со Зоран Заев за затворени врати. Што чувте, кој беше вашиот став? Па сега, значи, од страна на господинот Заев се бараше народ. Значи, што повеќе народ да има за рушење на ова влада, сигурно. Ние сме за промени, значи, сакаме промена ама не промена само на владата, не сакаме само промена на Груевски. Ние сакаме промена на системот на владење, значи, ние сакаме правна држава. Ние сакаме, например во Тетово, многу пати или некои медиуми или владата се жали дека во Тетово не се почитува уставот и законот. Еве, имаме ние, значи, случај кога самата влада не го почитува ни уставот ни законот. Значи, има користи, значи, други стандарди за Макстил во Скопје, други стандарди за Југором во Тетово. И значи, за тоа ние се залагаме. Чувствувате ли дека можеби и власта тактизира со оглед на тоа дека Југохром е важна кота
за вработување, дека тоа може да и нагрби на грб нов бран на невработени, бидејќи и Ухром час се затвара, час се отвара и така натаму. Право да ви кажам, не верувам на такво нешто. Во Тетово се затворени и поголеми капацитети. Затворен е Тетекс, затворена е кожарата, алумината, многу други капацитети. Не, значи, не дека се залагаме за затворање, ама не верувам дека тоа им е поентата. Значи, не социоекономскиот аспект на вработените, тука се работи за социоекономскиот аспект на некој друг, значи. И во бомбите слушнаме чиј интерес се брани. Значи, како и да е, ние само тоа го бараме. Значи, бараме да се стават филтри и да тој закон и уставот на Република Македонија да се почитува и да вреди и за Тетово исто како и за другите градови. Поштовани гледачи, следете дебата граѓанскиот активизам предизвикот како и на каков начин да учествува во смената на власта, во смената на целата нова концепција дека решавањето на политичката криза треба да предизвика всушност и воведување на нови системи на вредности и на правната држава. Мои вечерашни гости Татјана Стојановска Иванова, професор Елена Б. Ставренска, докторант на Будимпешта, Аријан Џафери, Еко Герила и доктор Јордан Шишовски, професор и аналитичар. За сите вас следното прашање кое повеќе произлегува од еден индикативен цитат кој денеска го прочитав во една колумна на Татјана Милјовска, уметник колумнист, кој вели: "Јас ја разбирам малодушноста на некои интелектуалци. Така ги нарекувам тие што имаат работа со умот, менталот, што постојано промислуваат, размислуваат. Гледаат безизлезност, во мрачни расположенија паѓаат. Ги разбирам и тие се премногу загрижени. Но еве, јас земам за право да им сугерирам нешто. Да го исклучат умот од време на време, колку за промена, што би значило од позиција на пасивизација во позиција на активизам." Дали ја тоа добро го читам? Ставренска? Не сум сигурна. Добро. Да, мислам дека тоа е целта, да повика на активизам. Дали Меѓутоа не значи се согласувам дека не зафаќа малодушност? Не зафаќа малодушност. Меѓутоа секој кој излегол на протест барем еднаш, добива различен вид на енергија. Сега некој тоа може психолошки да го проанализира низ бидувањето дел од група. Меѓутоа, кога на протестите кои се случуваа од 5 мај до 17 мај, за понатаму нема да зборувам, меѓутоа од 5 до 17 мај, на секој протест, без разлика колку мал или голем, добиваш некаква енергија и добиваш чувство дека нешто се случува, дека има критичка маса која сваќа дека мора ние нешто не само да смениме, туку и да промениме. Значи не само смена, она што споменавте, туку промена на системот. Не сакам јас за 10 години мои деца да протестираат за истава работа. Мислам, дајте малку да тргнеме напред, да се демократизира општеството. И цело време некој зборува за стабилизација пред демократизација. Тие не се процеси кои може да се одделат. Не е сега ајде да го смениме Груевски, па после ние ќе зборуваме како ќе го демократизираме општеството. Тие мора заедно да се случуваат тие два процеси. Тоа значи дека не препознавате платформа за демократизација во опозицијата, туку само модел за да се урне Груевски? Зависи што разбирате под опозиција, партиска опозиција или опозиција? Партиска, пет се мислам. Па не, мислам дека им постои некаков слух, сега можеби не е точно изартикулиран, меѓутоа го препознавам тоа во опозицијата, меѓутоа во граѓанската опозиција. Да речеме протестирам, па и студентскиот пленум и низата протести кои се случија од ноември наваму, и ќе приметите дека временскиот простор помеѓу тие протести се повеќе се смалуваше. Значи 5 мај беше само кулминација на сите протести кои се случува, на попуштањето на стравот, што рече Татјана. Од таму јас апсолутно гледам надеж во тој граѓански активизам. Шишевски, за вас истата констатација, дали не зафаќа малодушност, дали како што обично се прозива дел од новинарскиот ешалон, од интелектуалците, дека таа малодушност не дозволува неутралност. Или си, или не си против промената на режимот. Видете, во последно време неутралноста, значи самиот збор неутралец, на некој начин се смета дури за пострашен збор дури од ВМРО-вец.
знаете, во опозициониот кампус, во опозиционата група. Едноставно треба да сватиме дека има некои луѓе, например, што не се интересираат за политика. Работата ние што се интересираме, ние што ја имаме потребата да го кажеме нашиот глас, ние да искажеме таа потреба да ја артикулираме и да не се замараме со неутралците. Знаете, премногу буквално се замараме и трошиме енергија. Нас не е непријател во овој момент, дури не е непријател ни Груевски, знаете. Непријател ни е груевизмот, значи авторитаризмот ни е непријател. Бидејќи ако Груевски падне, он некогаш ќе падне, ќе замине. Меѓутоа, неговата сенка ќе остане тука. Оти Груевски е артикулација на еден стар, како се тоа, архетип, психолошки, кај народот, кај голем дел од народот, на кој што започна уште од другарот Тито, па Бранко, па нели Љупчо и така натаму. Он е само кулминација на еден авторитарен модел на давање наредби и на нели страшниот татко, добриот татко кој што ќе ни избави од сите работи. Треба да сватиме дека ние самите мора да излагаме на улица и ние самите да ги зграбчиме нашите права. Бидејќи тие права ни се загарантирани со некакви европски конвенции и така натаму. Тие одозгора се даваат. Одозгора некаде се губат низ ходниците на владата. Сакам уште нешто да прашам. На границата меѓу активизмот и партискиот активитет. Дали не чувствувате дека во овој момент по офанзивата на Заев и на СДСМ со бомбите настанува оден процес на стабилизација во која Груевски, иако е ранет лав, се обидува да се врати на активна преговарачка позиција, можеби повеќе за да избори за себе позиција? Апсолутно, борбата е секогаш борба за себе на таа политичка арена, односно не политичка, партиската арена, во борбата за власт. Оно што мислам дека настана на некој начин забуна, некако како да сите се изгубивме во целиот овој процес, е што им ја предадовме на нив борбата. Знаете, ние граѓаните требаше да си продолжиме нашата борба на улиците. Ние некако навиваме за нив, знаете, како да гледаме некоја утакмица која што се случува некаде и слушаме некои новинари ни пренесуваат или не ни пренесуваат, а заборавивме ние самите да требаше ние да излеземе, така што во голема мера. Јас сакам само да се надоврзам на ова. Во однос на неутралците. Од тука беше она што мене ме поставивте зашто јас решив еден период политички да се активирам. Неутралец како обичен граѓанин може би да го прифатам тоа во смисла не сака да се инволвира, но секако дека е загрижен за земјата или за државата, не можеме ние да го ако тој е неутралец во однос на неизбрал страна, нели? Или не се активира. Апсолутно, затоа велам. Но не го прифаќам интелектуалецот кој што е нем сведок на случувањата. Нека има и став за, значи тоа си е негово право, но битно е да има став. Јас не ги прифаќам луѓето кои што се неми сведоци на самите случувања. Не може да се нарече тој дека, да речеме, член на интелектуалната елита. Значи, треба да има став, нека ги спротистави своите аргументи. Тоа е поинтата. И затоа јас велам, ако ние бидеме само на некој начин стоиме по страна, тогаш чуму на некој начин нашиот интелектуализам. Сакам да ви спротиставам теза. Над 460 професори се подпишавте за поддршка на студентскиот пленум. Се разбира, имаше и контра. Меѓутоа, и натаму постои критика, дека интелектуалецот има фатено сенка зад овие општествени премрежја, дека си гледа сеир, дека ниту овие интелектуалци на власта, ниту овие интелектуалци критичари, зборам за општото множество, не ги прифаќаат моделите на дебата, на јавно соочување, на креативна мисла и така натаму. Тоа мислам дека сме наистина нова должина. Во тој контекст јас велам, битно е да има став, не сме да седи по страна. Токму така дека поголемиот процент од професорите, меѓу кои што јас се подпишавме како поддршка на студентскиот пленум, затоа што нас ни се урни со столбот на автономија на универзитетот. Знаете ли дека никој во светот не успел да влезе во автономијата на универзитетот? Од тој аспект ние ги поддржавме студентите, но моето толкување тогаш беше дека сепак треба да ги оставиме тие да се водат битката. Затоа што и се доби во еден контекст, нели, малку поинаква конотација, во смисла дека некои професори сака да се профилираат и така натаму. Но интелектуалецот во таа, да речам, арена гладиаторска,
која што во моментот нас не се случува, мора да има свој став базиран на аргументи. Џафери, дали екологијата, како некако наука се разбира туку, како систем на нови вредности, на заштита на човековата средина, на нов систем на вредности на живење и така натаму, е обединувачки фактор на многу активисти без предрасуди. А при тоа да не чувствувате политички товар дека некој ќе ве приватизира од партиски агон. Тоа е точно. Значи, екологијата нас не обединуваше во Тетово, значи и на нашите протести за прв пат би рекол, не беше прв пат на 17 мај, него во нашите протести за прв пат протестираа заедно и албанци, и македонци, и странски државјани кои живеат во Тетово, имаше германци, швајцарци, имаше американци. Значи тоа е нешто што значи се бориме против загадениот воздух и тоа нема да дискриминира по некоја национална или религиозна или било која основа. Тоа ние се трудивме, значи и мислам дека сме успеале до некаде да им го кажеме на граѓаните и тие го разбраа. Денеска велите дека овој загадувач Югохром продолжува со труење и уништување на здравје на околу 300.000 жители. Да. Тоа е, речиси, секој седми граѓанин ако се официјалните податоци точни. Да. Може и повеќе. Тоа не е бројка за занемерување, бројка за анимација, за мобилизација. Не. Значи, бројките имаме уште пострашни бројки од тоа. Значи, според Институт за јавно здравје, за 3 години има покачување од канцер во Тетово, значи 80%. 3 пати повеќе деца заболуваат од астма за 3 години. Значи, 7500 парови се стерилни. Останале, значи, за сегогаш стерилни. Тоа е еколошки геноцид. Значи, таму се случува екоцид, ако сакате. И би сакал нешто да се надоврзувам со неутралноста, пошто ние имавме многу едно добро искуство со тоа. Значи, имаме работа со неутралци и со цинични луѓе и такви работи. Значи, јас би сакал на сите тие граѓани што сакат да остануваат неутрални, не знам дали ќе го парафразирам точно тоа што Данте Алигиери го рече, дека најтемните места во пеколот им припаѓаат на тие што остануваат неутрални во време на морална криза. Значи, тие треба да разбират, сите граѓани треба да разбират дека не може тоа што кажа господин Шишовски порано, не може да очекуваме да другите ги решаваат нашите проблеми. Значи, ние самите треба да се ангажираме околу тоа. Ние и не пуштивме префрлување на војната, како што рече господинот, значи, до политичките партии. Иако имавме многу такви обиди, имаше политичари што излегува на нашите протести, но таа војна е наша, значи, на граѓаните. И тоа нема да им го дадеме на никого. И мораме тоа до крај да ја вршиме. Само да се надоврзам на неутралноста нешто. Мислам дека забораваме дека, она преска што го споменав, дека борбата за идеали е борба на привилегирана класа. Реално, ако треба да избираш меѓу екзистенција и идеали, повеќето би избрале леп. И оттаму мислам дека сиот овој активизам се движи во насока на ослободување на стегите на оние кои се доведени во состојба да одбираат помеѓу идеали и екзистенција и не да зборуваме во нивно име, туку да креираме некаква не платформа, туку простор каде што се доволно слободни да може да си го кажат она што го имаат. Ставревска, Иванова, Џафери, Шишовски и натаму се во студиото. Тема Македонија пред предизвикот на граѓанскиот отпор кон ова дивење на политичката власт во Македонија и можноста за реални промени и демократизација на општеството. Се разбира, едно од прашањата што веднаш по ЕПП ќе им го поставаме тоа, дали е добро политичката криза да се решава со Груевски или што е полошо, без Груевски или со Груевски да се формира преходна влада? Стојановска, Иванова, Ставревска, Џафери, Шишовски. Мои вечерашни гости, тема граѓанскиот активизам. Има нешто што е можеби став, дека се уште постојат два догматски природи кон овој граѓански активизам од аспект на партиското реагирање, пред се на власта.
најбенигното дека сте сите соросоиди. Тоа е едната варијанта. Второто дека реално партиите сега откако се појави и експлодира еден налет на граѓански активизам, дека се обидуваат да го поробат цивилното општество. Шишевски од вас. Не знам што да кажам. Има многу струи, има многу различни мислења. Мислам дека ова е сосема нова состојба во општеството, каде што конечно извре нешто од оздола, од самите граѓани, произлегува одредени граѓански движења и мислам дека старите партии, бидејќи ова се навистина стари партии со многу стар начин на функционирање, уште од СКМ така натаму. Тој начин на демократски централизам, што го викаат. Двете партии, без разлика дали се нарекуваат левица или десница. И они не знаат што со ова. Они се навикнати со класичниот граѓански активизам на кој што бевме навикнати, меѓутоа и тој класичен граѓански активизам созреа, но сепак има одредени движења кои што многу тешко, мислам дека не може, едноставно има отпор, има линија на отпор што е надвор од партиското влијание, што едноставно не сака да земе ниту еден дрес. Не ќе да игра за ниту една игра туѓа. Едноставно луѓето си бараат. Кревката линија кога партиите ќе се обидат, условно кажам, го повторувам зборот, да ги поробат МВО и граѓанските активисти и моментот кога граѓанските активисти ќе биде дел за регрутирање за нови партиски интереси и стратегија. Не зборувам да бидат членови, за новата партиска. И тоа е кај нас што таа е перверзија на поимањето и сваќањето на граѓанскиот активизам. Значи не значи ако јас сум граѓански активист, дека веднаш сум приклонета. Кај нас е тоа, јас повторно кажам, первертирано поимање. И таа е многу тенка црвена линија што во овој момент велам тој едној тенок мраз по кој што чекори граѓанскиот активизам, јас велам сега успешно, значи не успел да го скрши тој лед кој што е многу тенок и се уште се држи на оние постулати, се надевам ќе се согласат представниците, дека не треба и во едно граѓанско општество луѓе е нормално да граѓанскиот сектор ги води, исто така води политичка битка. Значи не партиска, политичка битка. Тоа е тоа што ние не сме го разграничиле. Партиска од политичка. Ова е политичка битка. Велам, тенка е линијата, газат под едно клет, но се уште се над ледот. И тоа мене многу ме радува. Оно што јас не би сакала и верувам, значи, дека нема да се случи да се приклонат кон одредена политичка партија. Оно што е добро што и опозиционата партија на некој начин го слуша сега за сега гласот на граѓанскиот сектор. Бидејќи, ако се претопи, тогаш веќе не би ни зборувале за граѓански активизам. Тогаш би зборувале за партиски активизам. Илјо Трајковски, ваш колега, нели, професор, пред 2 години има напишано став дека на Македонија недостига еден скандинавски модел на ангажирање на граѓанскиот сектор, иако неговиот став тогаш беше дека кај нас граѓаните повеќе сакаат да бидат актери во политичките партии отколку во граѓанскиот сектор. За разлика од тој став пред 2 години, вие неодамна напишавте дека, судејќи по реакциите на социјалните мрежи, дека се раѓа некоја нова енергија која треба да се канализира. Каде? Па еве во силното граѓанство. Ова Татјана што го зборува, ние и не од сегата од Југославија, нам политичкото и партиското ни се исто. Кога некој ќе каже ти си политички активен, тоа се однесува на партиското, партиски активен. Кога тоа би можело да биде Ставровска некаков показател дека сте фактор? Во моментот кој ќе дојде до така речено департизирање на партиите кои имаат по 150, по 120.000, 80.000 членство, наспроти западните модели, скандинавските модели, која сме гласачи, а не сме членови на партиите. Тие не се тие заемно исклучиви процеси, да ги наречеме. Моментално нам ни се случува деполитизација на граѓанското. Во јавниот простор граѓанинот не постои освен ако не е дел од партија. И ние од едноумието во Југославија или еднопартието во Југославија се префрливме на двопартиски систем или две паралелни општества. Нема ништо измеѓу.
Нема ништо помеѓу тие две. Јавниот простор, граѓанскиот активизам што го прави, го преосвојува јавниот простор и го политизира, апсолутно. И го политизира јавниот простор. Таму граѓанинот може да постои како граѓанин. Не значи дека тој граѓанин не може да биде и дел од политичка партија. Напротив, она зашто јас верувам сите овие иницијативи за кои зборуваме се залагаат, нема граѓанин во Македонија кој ќе рече јас сум против слобода на медиум. Или јас сум против независ или право на избор. Точно. Тоа се некои вредности кои се поголеми од партиите, што не исклучува и членство во партии, меѓутоа граѓанин е многу поширока категорија од партиски симпатизер или член. Само да се надоврзам нова Елена што го кажа. И оно што претходно го зборувавме. Тој е тој еродиран морал, еродирани вредности или криза на вредносниот дискурс кој што кај нас постоеше. Принципот на правилчност, одговорност, честност, ние ги имавме занемарено, вистинските вредности беа маргинализирани. Граѓанскиот сектор е тој кој што на некој начин ги истурка вистинските вредности да дојдат на површина. Затоа што со первертирани вредности и со еродиран морал, вие не можете да градите база основа на демократско владење. Џафери, дали е возможно вашиот активизам да го промени бипартизмот кај албанците, да речам условно? На крајот на крајштата, јас реално очекував дека двајцата градоначалници на Гостивар и на Тетово ќе бидат начело на колоната за воспоставување на еколошки стандарди. Така и ние очекувавме. Значи, тоа што ние го правиме, тоа што ние сме активни сме заради тоа што ни тие што се надлежни, значи избрани дали као градоначалник, дали као влада, ни опозицијата или да кажеме така наречената опозиција кај албанците, значи не си ја вршат работата. Затоа ние се ангажиравме, значи како граѓани. Не дека ќе се најде некоја трета партија или некоја трета солуција. Можно и тоа, значи, да биде како опција. Ама ние како граѓанско движење поштавме, како неформално, сега сме се регистриравме пред малку за некои, значи, што требаше кривични да се направат. Значи, не е дека ние сакавме да кажеме да слабне една страна па да се форцира другата. Нас ни е важно, значи, тоа, воздухот. И врз тоа, значи, се бориме цело време, како што реков. Сега, точно е тоа што владините пракси и политики ги принудија невладините да станат антивладини, наместо невладини да бидат. А тоа не значи дека тие невладини или тие антивладини by default се проопозициски. Тоа треба да се разбира. Значи, и кај нас тоа е многу јасно сега. Иако во почетокот беше малку кај граѓаните немаа верба, не веруваа дека можеме така да функционираме, не веруваа дека немаме никого позади, значи дека некој не поддржува и такви работи. Ама помина доволно време, сега е тоа минато. За сите, го начнавме тоа во диалогот со професор Стојановска Иванова, прашањето дали овој граѓански сектор може да добие една политичка арена во која би се обединиле врз основа на една платформа што би имале некакви приоритети, освен ова за кој зборува Славреска, демократски промени, стабилизација и така натаму. Дали е возможно, како што јас тоа велам, српскиот модел на Г20, Г17, на партиско-граѓански кохабитации? Тој модел, кој што сега на некој начин опозицијата се обиде да го изгради, сепак е дел од борбата за власт. Така што граѓанскиот сектор си има своја борба. И секој сектор треба да си ја продолжи својата борба. Знаете, некогаш дури можда ќе се најдат заедно. Оние граѓански активисти кои што сакаат да се активираат партиски, нека се активираат и нека си функционираат од позиција на партија. Но граѓанскиот сектор исто така треба да остане и граѓански сектор кој што е надвор од оваа битка. И сметам дека граѓанскиот сектор треба, например, Солидарност е сепак политичка организација која што се бори за политички цели, но не партиски, значи не за власт, туку за промена на политичката култура, промоција на вредности. Така и во општеството има простор за тој тип на граѓански политички организации кои што ќе се борат за промена на културата во општеството,
а не за министерски места. Би било за вас предизвик некаков трет пат во кој би биле активно вклучени? Во овој момент мислам дека формирање на нова политичка партија или дури и движење. Креирање. Не, движење и партија се сосема различни работи и зошто тоа го нагласувам. Формирање на политичка партија во овој момент значи станување дел од стариот систем, системот кој сакаме да го смениме. Ние глумиме демократија со години веќе. И реално нам не е проблем имањето избори, ги имаме ние изборите, ама какви се тие избори? Значи, формирање политичка партија би значило играње по старите правила. Ние сакаме нови правила. Нови правила каде што тие политичарите ќе одговараат пред граѓаните. И граѓанскиот сектор, ова што Јордан го зборува, мора да продолжи да функционира како таков. Не само како корективна власт, значи не само како реакција, туку како некаква акција. Понудувач на нешто. И Добро, ама тоа може да биде во движење. Следејќи го уставниот и политичкиот или демократскиот систем, партиите и реално на изборите одговараат пред граѓаните, се на проверка пред граѓаните. Кај нас е проблемот дали резултатите и изборната кампања се веродостојни и релевантни за проценка. Но уставно и законски постојат многу механизми што граѓаните не ги користат и не можат да ги користат. Например? Иницијативи, увид во буџет, разни анкетни состаноци кои не се случуваат или се случуваат проформа, референдумски прашања. Граѓаните не ги исцрпуваат оние механизми кои сега им се загарантирани или кога тоа го прават, Тоа е затоа што има блокада на Апсолутно не е овозможено, значи нема доволно простор или со одредени акции. Јас затоа велам, демократијата има основа, база и надградба. Кај нас ги урнисавме столбовите на демократијата. Некои иницијативи кога постојат се сочуваат во корен, а на други се наоѓа веднаш некој контрааргумент за да едноставно полека бледне, она што го зборува колегите. А во контекстот на Г17, она што се случи, јас апсолутно немам ништо против да заедно, бидејќи една е каузата, не доаѓање на власт или политичка промена која што ќе значи, знаете, она 20 кусур години едните и другите. Јас не сум за такво практицирање на демократијата, ниту пак на политичкото владење, апсолутно. Ама тоа е нужна перцепција у Македонија. Вие не можете да формирате партија, нити па Сириза излезе без 7 години практицирање на политичка битка во Грција. Друга ми е поентата, дека овдека станува збор за еден поширока платформа, што споменавте, која што ќе има една идентична заедничка кауза. Не само доаѓање на власт и без никакви промени, не. Доаѓање на власт, но со контрола од граѓанскиот сектор, а една ќе биде каузата – враќање на столбовите на демократијата. Јас мислам дека тоа што и треба на Македонија и на нашето друштво е некоја така наречена спонтана опозиција, константна опозиција. Значи не некоја политичка партија која ќе служи како опозиција и која кога ќе влезе на власт, значи ќе игра по истите правила, него треба значи граѓанскиот активизам да биде као гарант на тие ветувањата нивни. И значи тоа да се удира и тоа да се удира јако, значи врз овие работи. Политички демократски рецензент на власта. Така некако. Значи јас би сакал да кажам нешто што се случи денеска во Тетово. Например, последниве 2-3 дена имавме се појавија неколку пожари, да кажеме, не дека имаше некои фирми палеа гуми или некои материјали, не знам што беше. И тие, значи, ние ги пријавивме. Денеска општината Тетово ги казнеше тие по 2400 евра, значи, за било кој субјект кој, значи, имаше, нели, го загадуваше воздухот. Не очекувате од нив реваншизам, например, на тие дека им се загрозени интересите и така натаму? Па, ние или имате поддршката на другиот дел од граѓанството? Не, граѓаните разбира, значи, граѓаните се тие кои ни ги праќат нас тие слики, значи, тие снимки и викат, ајде, направете нешто во врска со ова. И ние, значи, треба да идеме и да бараме одговорност кај надлежните, во тој смисол, значи, кај општината. И општината денеска реагираше. Значи, никогаш не се реагирало порано за нешто еколошко, за загадување. Значи, немаме слушнато дека некому му е изречена казна или било што. Значи, тоа е за прв пат се случува, можеби е прв пат, значи, што се случува или прв пат што се објавува дека такво нешто е случено во Тетово. Значи, тоа што ние го правивме,
денеска дојде до тоа дека да некој бизнис да се казни со 2400 и да се заканува дека еден ден може и да се затвара ако продолжува со истото. Значи тоа треба, јас мислам дека граѓанското општество треба да функционира и да биде како некоја константна опозиција која секогаш ќе биде надвор. Нема да проба да влезе во влада и да биде иста као партиите. Стојановска, Иванова, Ставревска, Џафери и Шишовски ја прашувам како јавни личности и како граѓани или граѓански активисти. Што очекувате од овој политички диалог за затворени врати? Значи, повторно ја немаме граѓанството, јавноста, политичкото рецензирање на потезите. Што очекувате од ова посредништво и на меѓународната заедница утре, заутре, во наредниот месец? Ајде овој круг вака да го свртим. Шишовски. Ситуацијата е многу лоша, бидејќи станува збор за тотално нетранспарентен систем. Буквално Македонија е веќе де факто колонизирана, само колонизирана земја. Значи, нашата моќ политичка е извадена од децентриране, фрлена некаде. Знаете, некаде во некои ходници се преговара и се договара. Јавноста нема никаков увид во работите што се случуваат и тоа е многу страшно. Решение не верувам дека ќе биде многу скоро. Значи, дури и да се случи нешто, бидејќи видите, реално Груевски уште во февруари и така натаму ја загуби реалната моќ. Знаете, он веќе не го диктира политичкото темпо во општеството. Он веќе е во дефанзива цело време. Значи, реално гледано, он овој авион атерира. Паѓа, работата како да се приземи за да нема катастрофа, да не изгинат луѓе во општеството, знаете. Како целава криза да деескалира. Меѓутоа, тоа деескалирање треба да сватиме дека тие западни бюрократи кои што ни доаѓаат тука немаат љубов кон нас. Нити волшебно стапче. Нити волшебно стапче, тие сакаат само да си го решат проблемот во нивното работно место. Некаде таму дженем во некоја провинцијска земја има некој проблем, они сакаат да го спакуваат, да го завршат и да си продолжат на друго место. Ние на нас останува понатаму огромна работа да се справиме со цела оваа штета, а штетата е огромна. Ставревска? Се сложувам. Да не заборавиме дека ова не е само Заев Груевски. Во изминативе 9 години многу пријателства беа загубени, многу семејства беа растурени заради различни ставови. Ова не е една личност, цел систем на размислување. Еднакво важно е да не заборавиме дека меѓународната заедница од една страна, особено Европска унија, има интерес да го реши ова, заради тоа што тука се покажува нивната силина како меѓународен актер, ама од друга страна има заврзани раце заради тоа што тоа би креирало опасен преседан. Што утре би спречило, не знам, 100.000 луѓе да излезат на трг Република во Белград и да бараат оставка на Вучич. Мислам, авторитарни тенденции има низ целиот регион. Не сме, може би моментално сме на местото каде што врие, ама не сме единствени. Мисля дека Груевски игра токму на таа карта, дека преку него се тестира можно сценарио за такви дестабилизации или потикнување на авторитарни режими. Не, значи да го наречеме она што е. Нити сме демократија ние сме она што се нарекува нов авторитаризам, каде што не се владее со силата, со физичката моќ, се владее со манипулација на сваќањата и на информациите. И тоа е буквално оно што не се случува. Значи, буквално по сите елементи кои може да се најдат излистани за нови авторитаризми, тоа сме. А што би донеле европјаните? Да ја разбија тие табуи или таа политичка прагма? Европјаните може сега да притиснат на независен процес, кој ни е неопходен. Кај нас ова со кое се соочуваме е криза на институциите, криза на легитимитетот и неопходност за одговорност. Значи, една работа е дали Груевски ќе си оди или не, а друга работа како Груевски ќе си замине. И ова второто е многу важно за заздравување на општеството во еднина. Да не заборавиме дека на 18-ти, добро, имаше луѓе кои може би биле приморани да дојдат таму, ама имаше многу луѓе кои го поддржуваат Груевски. Дали се против СДСМ или генерално веруваат во Груевски е друго прашање. Меѓутоа, за заздравување на општеството нам ни е неопходен тој процес на независно јавно обвинителство, независен судски процес кој ќе покаже дали некој од овие кривични дела за кои зборуваме се вистините или не?
Јас се служувам со тоа, само нешто што не ми се допаѓа се преговорите, пошто се плашам дека ќе стигнат до некој договор, па ќе бидат заедно. Значи, ако во една страна господинот Заев ни кажува бомби, како се корумпирани овие луѓе, како се инкриминирани, на друга страна, значи, преговара со нив, што ако се постигне некој договор. Јас би сакал као граѓани на Република Македонија, би сакал да тие инкриминирани луѓе, тие корумпирани луѓе да излезат пред лицето на правдата, а не да ни ја водат државата во некоја си преодна влада, техничка влада, не знам што. Верувам дека тоа што ни треба нас е некоја влада на експерти, без политичари, па да се чисти, значи, овој неред што е, да се врши попис на населението, да има чистење на изборните листи, па ослободување на правдата, па тек тогаш да мислиме на нови избори. Професор Стојановски? Па, она се согласувам со сите. Навистина го не и со вас, меѓутоа да на некој начин генерализирам. Она што сметаме дека вие го поставивте прашањето не субтилно, рековте со или без Груевски. На крај дали од двете зла да го избереме. Меѓутоа, она што сметаме дека премногу зборуваат во ракавици дипломатите, нас тоа ни е јасно. Од друга страна, искрено не е тоа песимистички, мислам дека реалистички став, дека нема толку брзо да заврши сето ова. Сметам дека она што го кажа и колегите, дека многу е битно да се даде на некој начин позитивен импулс, дека нешто се случува заради граѓаните, бидејќи верувајте дека во овој момент секој од нас, нели, комуницира со луѓе блиски што се дали на работно место, дали негови пријатели, верувајте дека мислам дека никогаш повеќе таа несигурност и таа небезиденост на некој начин што ќе донесе утре не било колку што е во овој момент. Луѓето едноставно секој ден се од една страна во исчекување дали ќе слушнат некоја друга, ајде да речам бомба, што ќе има во неа, и дури велам се релативизираат работите дека нешто не е толку страшно во однос на кривичната, бараат повеќе крв. Од друга страна, омразата е таа која што влезе меѓу луѓето, што јас искрено се плашам. И трето, што е многу битна социолошка димензија, е фингирањето на нови проблеми. Тоа е нешто што е познато во сите, оно што го спомена Ставрова, општества кои што личат на автократски општества, јас би рекла тоталитарни. Кога за да сакате вие... Зашто тоталитарни? Баш убаво си разговараат да си земе 10 квадрати за точаците, дали бел намештај да купи кожа. И ние како универзитетски професори си велите, да, творите, создавате, одите на конференции, апсолутно. Тоа е, мислам, релативно нешто, нели? Тоа се секојдневни работи, мислам, тоа е фрапантно. И се враќаме за клучното прашање што ви останува со или без Груевски и каква политичка разврска. Поента за крајот, она што веројатно многумина сакаат да го одгонетнат, иако станува своједна политичка и партиска мимикрија. Какво решение на овој политички диалог? Преодна политичка, концентрациона, техничка, било каква влада? За мене, што е полошо со Груевски премиер или без Груевски премиер? Што е полошо или помалку лошо? Мислам дека дефинитивно е полошо со Груевски премиер. Мислам дека заменувањето на Груевски е неопходен, не доволен, меѓутоа неопходен услов за промени во општеството. И ова го зборувам од неколку аспекти, не само од аспект на она што јас лично како политиколог го мислам, но и од дискусиите кои сум ги имала со членови на ВМРО, кои се разочарани од паѓањето на тој мит. Значи, ние 9 години слушаме како он е човек од народот, за народот. Истовремено сега слушаме дека е човек кој го вози најскапиот Мерцедес во југоисточна Европа. Што дискутабилно е дали човек од народот би направил. Значи, оттаму сметам дека заменувањето на Груевски е најмалку болната, ајде да речеме, опција. Истовремено, неопходно е отварање на тој процес на преговори. И сега, очигледно не сметам дека они ќе се отворат еден со друг ако сите ние сме присутни таму, но транспарентност барем во она што се дискутирало постфестум мора да постои. Сега чувствувам ја малку дека Заев има некаков сенс за тоа, нели слушнавме изјава дека сега медиумите мора сите да влезат, меѓутоа ова е процес, сите учиме. Сега учиме демократија, тоа го правиме. Имаме бебешки чекори. До каде ќе стигнеме, ќе видиме. Ама она што е многу поважно прашање е дали еве сега ние сите тука сме граѓани, дали се чувствувате вие представени во тој процес? Јас лично не. Шишевски.
Знаете, политичарите, исто како и пелените, треба често да се менуваат и тоа од истата причина. Ама има пелени што многу упиваат, тоа што може да трае долго. За жал ние сме 9 години. Груевски истрошен политичар и тој треба подхитно да се замине, но и треба да се научиме и тоа би го вовеле, мислам дека треба да се воведе дури како принцип во политиката, да ги менуваме што е можно почесто функционерите. И да не дозволуваме председателот на партија да биде и председател на влада и така натаму. Значи ова се дури и механизми кои што треба да се спроведат. Републиката функционира и затоа имаме република, а не монархија, бидејќи нели кога се градела и француската револуција, ги тргнале монарсите, кралевите и на нивно место ставиле председатели кои што треба да се менуваат на 4 години, на 2, на 7, во Кина ги менуваат на 8 години. Цело политбиро се менува на секој 8 години. Така и во Македонија треба да се воспостави некој систем на брза промена на функционери. И не можеме да се враќаме. Груевски читава античките богови од Гриос, па веројатно таму припаѓа. Вие? Јас ќе кажам тоа што господин Шишовски го рече во почетокот, значи без груевизмот, не само без Груевски, него и груевизмот мора да замине, значи и за граѓаните на Тетово без 30 тони прашина дневно на нашиот воздух, значи тоа ни е важно нас. У Тетово нема инвестиции, нема развој, нема слобода, нема чиста средина, нема ништо тоа. Значи под оваа влада ние сме како да сме во некоја друга земја. И каде што не можеме да бареме ништо што ни припаѓа по закон и по устав. Значи без него и без груевизмот. Ајде Стојано. Апсолутно се согласуваме, како за крај мислам дека од двете зла помалото зло е да биде влада која што ќе биде без Груевски, затоа што премногу идолатри и идеопоклонство има кон него прво, од друга страна да бидеме реални моралниот кредибилитет е доста урнисан. Вербата кај граѓаните е на ниско ниво. Она се создаде еден вид на хипокризија кај човек, како што го спомена почитуваната. Значи, од една страна имате човек кој што беше како морална икона перцепиран, од друга страна, кога слушате, вие гледате сосема нешто различно од тоа. И да не заборавиме, Тони Блер, знаете, после вториот мандат колку му беше него висок рейтингот? Па човекот рече, не благодарам, доволно од мене, пријатно. Благодарам, тоа беа моите вечерашни гости. Татјана Стојановска Иванова, професор, Елена Ставревска, докторант на Будимпешта, Џафери Аријани, нели? Аријанит. Џафери Еко Герила и Јордан Шишовски, доцент и политиколог. Ви благодарам уште еднаш. Утре сте со Снежана Лупевска Соза.